Впечатокот е дека дводневната комуникација и разговори во Рим на највисоко ниво меѓу Северна Македонија и Бугарија резултираа со затоплување на односите и внесување нова динамика на релација Скопје-Софија. Пораките кои денеска дојдоа од двајцата председатели кои заедно го учествуваа Свети Кирил и Методи се со позитивни тонови. Клучно е дека е можен компромис ако се има доверба, искрен диалог и рамноправен пристап. Тоа што сме денеска заедно со колегата Радев не е случајно, ова се случува по прв пат, не заедничко учествување, туку на највисоко политичко ниво, да бидеме представени двете соседни држави. Не е случајно затоа што сакаме да покажеме дека и на Балканите, и на Балканот има луѓе, има политичари кои можат да зборуваат со европски јазик, кога зборуваат за нашите актуелни проблеми и предизвици и се разбира и за нашата иднина. Во колегата Радев, овие 2 дена, најдов еден соговорник со кој можеме да разговараме на ист јазик. Не зборам тука за македонскиот и бугарскиот јазик, зборам за европскиот јазик, кој единствено може да донесе подобра посрекна иднина за нашите две држави и за нашите два народи. Една единствена порака, ако барате од мене да издвојам во однос на тоа што се случуваше во изминатите 2 дена, значи кое што би било суштината на ова, се што го правиме, освен почитувањето на делото на светите браќа Кирил и Методи, е тоа да покажеме дека напредок, прогрес во развојот на сечи народ и сечија држава е возможен само ако во диалог влегуваат двајца рамноправни соговорници. Бугарскиот председател уверува дека земјава има европска перспектива и дека кое било прашање може да се реши ако постои подготвеност за тоа. Да работим така че да търсим всякакви възможности. Да работиме, да бараме секакви можности и патишта за изнаоѓање решение на најсложените проблеми меѓу нас. Денеска можам да ве уверам дека Бугарија е подготвена да работи на градење мостови меѓу двете земји, на развивање на економските, образовните, трговските и културните врски и за најважното зближување на двата народа. Смета дека нема потреба од директно вклучување на трета земја посредник во рамките на заедничката историска комисија која подолг период не може да постигне консензус за прашањата од минатото, со кои Софија условува деблокадата на европската интеграција на Македонија. Нема потреба европска земја да се вклучи. Ние сме си најблиски. Ако се вклучи европска земја, ќе ни треба преведувач. Зошто ни е преведувач? Да троши пари? Неспорно е, исто зборуваме. Неспорно е дека Европската унија е веќе вклучена. Европската унија и сега е вклучена. Имаме европскиот комесар за проширување, беше и во двата главни града, така што ние европска помош кај што треба имаме. Во наредниот период се очекува дополнително интензивирање на обидите за постигнување решение, мисија која предводи португалското председателство со советот на ЕУ кој веќе достави нон-пейпер, кој ниту Скопје ниту Софија официјално не го отфрлија. И Пендаровски Радев денеска има аудиенции кај папата Франциск. Поглаварот на Римокатоличката црква од македонскиот председател доби дрес на фудбалската репрезентација со испишано негово име. За Гласот на Америка, Владимир Мирчевски.